Агенда 21, епизода 5. Денес е време за медицинскиот отпад. Сте се запрашале каде одат сите оние силни шприцови, капи, ракавици, заштитни маски? Сте се запрашале каде одат нашите органи кои ги вадат докторите од нас? Заби, жолчка, слепо црево. А камењата ти ги даваат. Да. Не загадуваме. И навистина една тема која дури од кога го прочитав ова што сценаристката го напишала, сватив дека јас ова прашање сум си го поставил најмалку 100 пати во животот, но никогаш не сум добил одговор. Каде отиде моето слепо црево? И мојата жолчка. Добро вечер, млади колеги и колешки. Добро вечер. Како сте? Добри. Епа, последен пат сме во ваква ситуација. Од следната емисија вие сте сте овде, тука, а ние ние ќе сме поспиеме тука. малку на двоседот. Да. Договорено. Али да знаеш како те погледна, Игор? Знаеш како погледна или не? Од гаджети до зелени. Рециклирајте го вашиот отпад одговорно. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превзема вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски ќе влезете во еколошката акција, каде за оној со најмногу електронски отпад ќе следи награда. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Повелете, Алина. Значи, медицинскиот отпад се разликува од обичното ѓубре и е близок со опасниот отпад. А за ова не се не зборува инаку. Мене ме интересира, значи, тој си бара посебен третман, и тој не може да се расфрла туку така каде сакаме. Ама јас сакам да знам како се транспортира тој отпад. Опа, ти за транспорт знаеш да прашаш? Па ти само мислиш јас со такси се возам. Ходе со камиони за пати. Па ако има конкурс за шофер до медицинскиот отпад, јас тебе таму те гледам. Во комбето ја гледаш? Во комбето. Ти гледај напред. Некаде ја гледаш Алина, дали во комбе за медицински отпад или во нешто друго. Ама ја гледам дека таа ти вика не секој ден. Ти вика не. За транспорт. Така правиме муабет. Да. Види колегата. Гледам нешто си ми понудил овде да потпишам нешто. Да. Што треба да потпишам? Аутограф. Ама зошто? Тој се врши во контейнер. Значи во контейнери се транспортира со две специјални возила. Значи си има ред и поредок. Ако сакаш да фрлаш медицински отпад, како фирма, еве кај што треба да потпишеш, треба да си потпишеш. Значи не може тебе ти текнало или си јавно комунално предпријатие, па ти да го фрлаш медицинскиот отпад. А што потпишуваш? Што? Сериозно? Договор.
за кој што каде што ќе ги запазиш стандардите на транспортот, дека мора во едното да иде напред, два транспортера позади, башка има како треба да се облечени, во какви да ги складираат посебни кейси ѓубрето. Има многу Само треба да потпишам, така? марифетлаци. Охо-хо. Ево отвараме фирма за медицински Па отпад. ќе се отворам фирма за медицински ова. Кико, ти не си добре дојден во фирмата. Ти али ќе да одиш да учиш за медицинска сестра? Имам намера да направам така светска фирма позната. Само жени ќе работат. Джамбазов отпад. Джамбазов Хелт. Хелт. Да, Джамбазов Хелт. Ќе работите кај мене во фирма? Па ти не ме примаш, ме? Не, ама гледаш, морало да се потпиша, ја од кога се ожени в прв пат намо, ништо немам потпишано. Немам ни Не ми намера. иде десна. Климатично. Јас те гледам, тебе си викам, ја шанси нема да се потпишам. На хартија. На хартија шанси нема. Може електронски. Електронски. Еве, одговорите. Вие електронски во брак ќе стапувате како тргнало време. Не само се потпишува виртуелен брак со замислена партнерка. Медицинскиот отпад има врска со ова матично вода, знаете. Опасно е за оние кои го произведуваат и оние кои го складираат и го фрлаат. Значи, тоа е многу опасно. Затоа, зашто викам, има сличности. Може да фатиш, да речеме, хепатит С, сида, колера, дифтерија. Ако се бавиш, ако работиш во компанијата за медицински отпад, можеш да ги навлечеш сите овие болести. Хепатит С, колера, сида, HIV, туберкулоза. Дали сега да те прашам, Джамбазов, може со оној кој што ќе се потпишеш во матично да ги добиеш сите овие болести? Исто фина тавтологија. А? Им продаваш на млади. Одговорете со да или со не, вие сте по квизовите на Ова ти е што се случува со човек што не излегува од дома, тоа цел живот се Да. спојува, ја не излегува од дома колку години. Виде? А сегде сум присутен. Се сикаш како е можно ова? Ама затоа може точно тавтологијата биде матично медицински отпад. Нели? Аха. Ма не потпишувам. Ма Во да секој потпишеш. случај. Не, ти барам да потпишеш, да одговориш дали има точност со медицин и матично. Има, може ли овој истиот да ти пренесе све или истава? Може. Медицинскиот отпад може да ти пренесе се до Добро, и од кога ќе потпишеш сериозно се, што се случува? Го транспортира. Се Да. знае кај се транспортира? Кај се одложува? Кај постојат во Македонија такви работи? Има. Каде? Знаете? Знаеш каде е работата? Што реално ти на почетокот кажа колку пати сум се прашал за ова, Да. ама никогаш до крај Не сум добил одговор. подсвесно не само тоа него викаш, чекај, каде завршува ѓур? Ама сега многу голема мака, нели колку стен тој стави брат ти. И сега ти не можеш да мислиш на медицинскиот отпад, си мислиш на својата мака што си ја имаш. Така да тука престануваме да мислиме затоа што е реално и грда тема, врзана е за нашето здравје. Ментално не повелете, али не ве прекинав, колешке? Ништо, јас сакав да се надоврзам дека можеш да се потпишеш електронски, Можам. каде што не е потребна хартија тука. Да, не е еколошки, тоа да. А си имала комшија, некој слушам. Да. Сите имаме комши. Ама не, он има посебен некој комшија. Јас имам еден комшија, значи тоа е фраер, цуд, сега 70 годишен, нема везе, ама тој е Ама е еколошки освестен. 70 години е цуд. Да. И Слушаш, Джамбазов? и мислам Слушам, дека и доктор исто така. Доктор е па таман да има кој да не умре со подпис. Он ќе се По службено лице. Од службено лице. Биле цркува. Кога почина татко ми се јавувам, апропо ова подписи, ви се јавувам, нели, буталова, некам, па добро, веројатно ќе пратите кова да потврди некој доктор. Не, што има да потврди ми умре. Олеле, господи. Аве, кај спомнав матично, кај дојдов, ама дај ти прибери се малце. Добро, ама нели е мал логично, ние втори некој што го превзема Нели е логична. Кој втори што го превземале? отпадот да се заразат и овие вториве што го превземаат отпадот. Поне треба Значи, вие првиве се заразите. Тие што се занимаваат со отпад, Кико, сите се под Сите се ризик. во- Сите се под ризик, дека Па ќе нели будат- треба да имаат некакви одела како на астронаутине, например. Па треба да Ама не имаат. ги носат. Не, има. Тие што па се ја не ја видам. од тие најризичните мора да ги носат.
Што вика Светската здравствена организација? Светската здравствена организација има една фрапантна бројка за овие луѓе, вика дека на годишно ниво се заразуваат од 8 до 16 милиони луѓе од хепатит С и од 80 до 160 илјади од ХИВ инфекции. Што работат на медицинскиот? На медицинскиот. Да. Баш е страшно. Кико Страшно. громче си, значи све си научил Фала. српска. Браво. Громче, прв пат слушам. Па сега кој слуша, инаку громче си е громче. Иглите. Сите, нели, кога ни текне за медицински отпад, сите велиме иглите. Иглите од зависниците се најголемиот проблем реално. Знаете ли колку повторно ги употребуваат? Значи ќе фрли еднаш, па ќе употреби. Ако на време... Па така и најбрзо на Најбрзо почетокот умираат, ХИВ се така е, пренесуваше, така е. да. Кога Ако користеа на- иста игла. Точно. Ако на време тие се депонираат, значи се отстранат, реално нема и да има толку жртви. И кога зборуваме за оние кои ги собираат иглите, овие кои што велиште дека се облечени како астронаути, во Британија има волонтери. Да, тоа читав на BBC некаде имаше. И тоа кај нас тешко. Значи да најдеш ти волонтери што би собирале медицински, ти би се пријавил некој да собираш медицински. Зависи од платата. Нема плата, бе. Значи, волонтер си. И сега, обврзно на секое собирање медицински отпад се тестираат од ХИВ и хепатит С. Сакаш да собираш? Иди тестирај се. Волонтер си, при тоа ништо си обштествена Значи, одговорна. тој што те ангажира воопшто не ти гарантира дека ти нема да се заразиш. Не, Како може ама да ти мора да се гарантира? тестираш, затоа што најголемиот број што се заразуваат од хепатит С и HIV е кога ги собираат иглите, особено тие шприцовите од зависниците, се боцнуваат и покрај, да. И од таму има најголем милиони се, значи собирам и може да се боцнам. Ако имам ракавици, ако имам модело, се зборуваме според англиските стандарди тие, се најзаштитени велат и кај нив. Најчестите од медицински отпад се заразени од иглите од зависниците кои што кога ги собират, ти се боцнеш. Да. А може да ви објаснам, значи Леле, многу сакам да ви објаснам, значи како се облечени. Леле, ајде. Кој? Па тие што ги собираат. Аха, медицинскиот отпад. Да. Добро. Значи вака, тие прво имаат вака едни долги заштитни ракавици, скроз заштитени, имаат долги кошули вака бели со долги ракави, имаат чизми вака до тука и имаат маски за целото лице. Значи буквално како астронаути, што значи дека се целосно заштитени. Значи лудило се, стварно. Ја ваква радост за медицински отпад, немам средната до сега. Ти кажувам јас да ме примиш на консултации, ти јок. Абе, Знаеш доста. дека си имам последици. Ма доста бе, кои последици ги имаш тие два, името ми го запамти, мислеш Елена се викам. Баш ја прашував беб дали си да не си глув случајно. А уствари он глув е само кога сака, само по потреба е глув, Така е. инаку слуша, па боже, значи радар. Ајде сега да се вратиме, значи тука А повторно кај бевме има... до сега да се Да вратиме? се вратиме. Јас малку си изгубив, ајде сега јас можам да се вратам. Да подредиме, значи тука има неколку видови на отпад, имаме ризичен и неризичен. А ризичниот е фармацевски? Продукти, вакцини, органи, нашите, Да. ткива, остри предмети или реагенси, а патолошки отпад значи радиоактивен отпад. Така. Под притисок кој може да експлодираат. Затоа се транспортерите. Да. Оти врват и со тој радиолошки отпад што е патолошки и овој што е ризичниот, кај што ни се органи. Значи сепарација, идентификација. Треба да се отворат депонии за медицински отпад. Да. Тоа. Накратко тоа би било тоа. Да. Прво, Значи одделуваш, да. па препознаваш, па го именуваш. Што ме гледаш? Јасно ти? Па, не баш. Ке ти стана јасно? Ни мене не ми беше јасно. Со текот на времето ми стана. Има сега, зошто е ова многу зошто никој не зборува? Затоа што е многу тврда тема, многу неинтересна тема. Да, на некој начин, да.
многу им е здодевно. Некако на луѓето се подразбират, се знае тоа се каде знае одат. тоа каде завршува. А фактички не се знае. Ништо не се знае, никој ништо не знае, затоа ни се полни и нашите клиники и болници околу наоколу, ако си забележале, полно со медицински отпад. Весна, за жал, не е околу наоколу, сега имав настап Да. во музеот на Македонската револуционерна борба и меѓу музеот и нашиот да, театар е иначе- споменикот на дедо ми Да. Петре. И отидов да направам селфи со споменикот на дедо ми Петре и зад него беше онака наркоманска колонија. Вау. Да. Шприцови, секакви глупости. И не ме мрзеше, ги замолив луѓето до обезбедувањето, ми дадо една кеса и онака со нога ги ги прибрав, колку да не се тука. Значи не е само во болниците Така е. и околу болниците. Тоа кога За собира жал, се зависниците земаат шприцови од аптеки, И- најлегално го прават тоа што го прават и Да, ги остава. се сложувам. Има ракување, да речем, и третман. А понели ова тешкава тема, мора да има од каде е отпадот, тоа што рече Игор, сепарација, од каде потекнува, па да се именува. Од и тоа ти кажува од што треба да се пазиш, од што можеш да се заразиш. Така Тоа е. А многу малку знаат за тоа. Значи, еве ако одете надвор и направите анкета, што ќе им се случи ако се боцнат со иглата, случајно саркатко, ти што си сакал да расчистиш, да фрлиш, па со добро што текнало со нога Некако ги и да си направи, фатил со најлонче, па ќе се повредиш, не дај Боже. Значи, тој има третманот на овој отпад е преработка кој го менува биолошкиот карактер на отпадот. Да, и овој не верувам дека се гори исто, не се гори ни ова, нели? Не се гори. Не се гори, се стерилизира, нешто му се прави тако, Сега не се. ќе каже и Да, Кристијан што се прави друго. И диспозиција, Диспозиција има. Филмска диспозиција. Не, али на се прави пепел од третираниот отпад. Ете така. Значи, Пепел, слушаш, пепел, остана светот на младите и затоа е пепел. Пепел се прави. А да ви предложам ја вас двајца нешто да вие да научите за екологија, да тркнете до Сингапур, например, и да се обидете да запалите цигара или да джвакате мастика во Сингапур. Знаете што ќе ви се случи? Казнат, затвор, парична, камшикување, а може и ќе ви сечат лева или десна рака. Така е. Значи така се заштитили луѓето. Нема пушење, нема джвакање Нема мастика. джвакање мастика. Зашто мастика е гума, како беше тоа за 150.000 И долари? долари да имаш за литар гума, донеле закон. Значи, за 150.000 долари вие потрошиле 150.000 долари за да стигнат до казната ако джвакаш. Мастик, Вика дека да. трошиш литар, не знам колку се троши за да се разреди таа гума за джвакање, некои дури тврдат дека гумата за джвакање, ако ја голтнеш во организмот, не се не раствара. Да. Не се нема. И една од побавно разградливите Видите, нешта. еколошки е многу страшна колку пикавец мастиката за... од цигара се разградува, колку пластична кеса, колку картон, колку ова. Гумата за джвакање беше некаде и најнеразградлива. Да, нешто И илјадници јас- години. Така, јас не знам кога најмногу мразам кога децава во школата джвакат мастики, ќе остават. Леле, тоа сум во состојба да им ја вратам. И таа се лепи, не се одлепува, не се фрла, просто е Или во коса, не да може леле. готово, шишаш косата. Шишаш косата, да. Па веќе ако наапсат таму, мислам ако наапсат заедно, картите кај ни се. Што сакате да одите? Вчера резервиравме. Да ти кажам, екзотично е тој Сингапур. Ти не си бил никош и јас исто. Јас бев на аеродром. Ти беше на кај Австралија кога? На кај Австралија и тоа ми се случи и во Сингапур, не можев да најдам место за пушење. Не е во Дубај најдов Добро. едноко за криминалци со најлон одделено од сите, намерно ставено А тука Сингапур? за да те понижи. Во Сингапур не постои. Само јас и двајца бугари пушевме од цел аеродром. Тука тоа за чаџерото, па ја ги видов дека се бугари, па се прави дека сум само ги разбирам, за да не сакам воопште со нив да. А во Сингапур воопшто не е предвидено место за пушење на аеродромот во Сингапур и е $500 казна. Тогаш. А сега Тогаш, беше покачено. Како знае. Да. Сега, овој радиоактивен отпад, знаете дека постои радиоактивен отпад помеѓу овој медицинскиот, и тој е најстрашен. Така и звучи. Радиоактивен. Тој звучи најстрашно и е најстрашен. И е регулиран со закон.
Ама па тука сме озрачени, не е така важно, така Да, тука да, релативизираме. Што има врска, што е Едно озрачување горе-долу, што? голема работа. Инаку тој радиоактивен отпад трае пократко од 30 години и повеќе од 30 години, значи има долг живот, може да трае до 30, но и повеќе Но и од повеќе 30. од 30. Да. Има долг живот овој отпад. И овој отпад се пакува во пластични, во метални контейнери со одредени Ете го димензии. одговорот на прашањето, колега. И се растопува во формалин Така и не сме е. да се чува повеќе од 3 дена. Замисли. Да. Која е А замислете процедурата? луѓето што ја работат оваа работа. Ве нив не ги спомнавме ни една. Тие се најизложените, значи тоа се Исто како рударите. каков ризик, исто како- да. Рударите или овие што работат во нуклеарни Во централи. нуклеарните, да. Еве, ние ги спомнавме денес. Имаше една афера, не знам колку се сеќавате, имаше фотографии, каде што поради непрописно отфрлање на медицинскиот отпад, кучиња скитници го јаделе тој човечки остаток и тоа покрај врдарската се сеќавам покрај канализација. канализацијата. Да, се сеќавам на тоа. Атмосферска канализација нели си има на Кеот? Е тука, нели, да. Тоа Ми е текна страшно. сега, да. Страшно, јас уште имам трауми искрено од Од тогаш. веста. Да, од таа вест. А Игор исто така ти имале и подпишано за медицинскиот Гледаш, отпад џабе таа било. фирмата. Ама брато ти, зашто подпишеле? Како да не подпишеле? Да, мора. Кај нас има закон, но како и за се, тој не се спроведува. Просто, нели, кога прашувавме, ако се сеќаваш и министерката за животна средина, има закон, да, ама не се спроведува. Дрисла е единственото место каде што овој отпад може да се согори, затоа што само тој единствено има дозвола за согорување на медицински отпад, но многу е значајно што ниту се знае колку се согорува, ниту до крај се знае како се согорува овој медицински отпад. И особено после короната се губи компасот за бројките и фактите во однос на медицинскиот отпад. Ја мислам дека се почнува и се завршува пред и после корона, нели? Да. Страшно И е дури тоа. овие години ќе покажат дека некои стручњаци беа во право кога кажуваат дека на третата година од завршетокот на короната ќе почнеме да ги гледаме последиците. Да. На секое возможно ниво. Да. Еве и за ова што правиме муабет. Особено за сиромашните земји, тоест ние. Да. Тој начин на несоодветно третирање на отпадот доведува до болести, а истиот Секако. завршува во почвата. Ете, тие скафандери кои што ги спомнува Алина, само тие прават 2600 тони отпад. Да, Тие и- што се луди, вау што изгледаат. Само тие прават 2600 тони. Таму е најкатастрофално во Тетовската болница. Да. Тетовската болница е огромна болница, дечки, да знаете, и таму скоро цела Западна Македонија, луѓе од Косово, па дури и од Северна Албанија доаѓаат да се лечат. И целиот тој медицински отпад на Тетово прави таква, и не знам, во секоја кампања за градоначелник на Тетово, една од првите Точно. работи што ја ветуваат е тоа, и тоа им е И уште седи се. ептен рак рана е тоа. Да знаете, Тетово, мислам дека е најкатастрофална ситуацијата, имаше и некои бројки. Но што е проблемот? Проблемот е што тој отпад завршува на комунален отпад, кај што завршуваат нашите кеси за Така е. ѓубре, и тој не смее да се гори. Не сме. Туку тој прво се стерилизира, Така а е. потоа се депонира, Се депонира. на соодветни места. Така е. И потоа тоа бркаме работа што рековме, нели, како тој се селектира. Се селектира, се складира, Така, и потоа се именува согорува. и така се Ете, контролира. Да. Тоа е тоа. Време е за интервју чинам. Или Така е. Алина имаш за крај да нешто да не прашаш? Добро си ти, девојче, во која актерска школа одеше ти? Кај беби тука. Кај бејби. Ама разочарана да кажеш, кај беби. Добро, кај мене положи. Да, така е. Време за интервју. Може. И тоа интервју. Интервју. Се наоѓаме во Жан Митрев клиник. Зборуваме за медицинскиот отпад и на вистинското место сме затоа што друштво ни прави Марија Петревска, инаку фармацевт по професија, а овде во болницава одговорна за
Складирање и сортирање на медицинскиот отпад. Тема за која нашата Агенда 21 веќе трета сезона се занимава. Како си? Одлично. Сваќаме сите дека е ова горлив проблем. На вистина, овој проблем го имат и развиените земји. А да не зборуваме за земјите во развој или во транзиција, како што е нашата. Како оваа болница се справува со тој проблем? Значи, самиот момент дека постои одговорен човек, значи, кој што ја води целата политика и стандард, нели, кој што ги опфаќа нашите законски регулативи во државата и стандардите на Интернационалната комисија, нели, со која што се акредитираме сега веќе трет пат. Значи, тоа се интернационални стандарди. Како што, нели, имаат проблематика и другите држави, ние ги следиме во чекор. Компликувани се за нашето општество да се имплементираат? Не. Бараат труд, добро, бараат посветеност, се добро разбира. менаџирање, значи да, отпадот бара менаџирање. Јас, нели, сум одговорна за политиката, нели, за да ја подредам како што треба и да направам едукација на целиот персонал, нели, како да селектира, зашто сите ние фрламе отпад. Да. Каде да го фрли, нели? И тоа не е било кој отпад. Да. Така. Опасно. Во голем број од тие земји во развој или ајде да речеме неразвиени, сиромашни земји, се прави една катастрофална грешка. Знаеш веројатно дека таму понекогаш медицинскиот отпад завршува заедно со комуналниот отпад. Па тука доаѓаат разноразни животни, кучиња, мачки кои тој отпад го земаат, го јадат, го разнесуваат и така натаму. Како барем тоа ете прв чекор да биде, значи медицинскиот отпад да е посебна категорија отпад, а овој комуналниот. И оваа болница произведува и медицински и комунален отпад. Како се справувате со тоа? Што се случува? Значи, медицинскиот отпад се селектира на посебни места, во посебни кеси, посебни канти, значи тие си се соодветно одбележани, жолти се дречат. Неколку пунктови се низ болницата? Да, значи во секоја соба каде што има пациенти, Посебно и неколку места веројатно каде што тој се складира. Тимот од хигиена, нели, си е посебно обучен како го собира тој отпад, затоа што сепак, нели, не треба да дојде во контакт со тој отпад. Значи, како безбедно да го собере, како безбедно да го транспортира до соодветни контейнери кои што се надвор, под клуч. Значи, ги собираме од различни оддели по болницата, ги мериме секојдневно колку произведуваме отпад. Јас сум таа која што тоа го заведува електронски, следи дали тоа се зголемува, намалува. Како ли, Држиме едно плато. Па тоа и би требало да се случува, нели? Кога е една рамна линија која е задоволителна, ги задоволува стандардите, не треба многу да се бранува, нели? Па првиот ни од економски аспект, нели, малце мене така ми одговорија еднаш, нели, депониите дека екологијата е скапа работа, за жал. Да. И затоа мислам дека свесноста ни е така на ниско ниво. Загаденоста и заразите се уште поскапа работа. Кога ќе научиме... Што предвидуваат казните? Што вика законот наш? Вие не го правите тоа што сега го каже дека го правите и ви доаѓаат утре. И ви викаат, вие сте го прекршиле законот во 4 случаи. Искрено ви кажам, имаме правна служба, па може би ќе се... Така? Да, не сте се соочиле со такво нешто, не сме се соочиле заради тоа што јас, нели, како човек кој што е длабоко нурнат во отпадот. Значи, го правам тоа затоа што навистина го сваќам, нели, моментот колку е тоа опасно и дека не смее да заврши. Како фармацевт исто така се борам и сакам фармацевскиот отпад да биде нели посебен дури од овој што е кај нас се селектиран во болницата, но онаму каде што треба завршува, нели, на исто место како и медицинскиот отпад. Како професионалец сум открила, сум видела, нели, кои се тие лекови кои што ако отидат во комуналните води или во земјата, во почвата, исто така ќе направат проблем за животните. Не сакаме ни да им кажеме што се случува понатаму ако тоа не е како што треба. Истражувавме дека во некои делови од светот кога се складира отпадот, оти вие прво го складирате па после го правите што му правите, дека го одредуваат според бои. Да. Има тоа е обележување на обележување, да. Стандардна, мислам, на глобално ниво ева, се знае, жолтата боја е за тоа. Нема таков закон кој што ќе каже мора да е за тоа. Меѓутоа постојат бои. И овде и ние имам такво нешто. Да, има. Ај објасни. Значи, инфективниот отпад, медицинскиот отпад, кој што се е, нели, поделен
што се тука спаѓа. Што е тоа инфективен отпад? Завои, мавои, тоа? Да, значи се Гази. што се што се користи при ракување, значи при нега на пациентот, а има телесна течност или значи сето тоа е инфективен отпад. Значи отпадот од операциона сала. Значи иглите, фармацевскиот иглите и сега сите тие повторно се реселектираат. Да речеме фармацевскиот отпад има зелено одбележување. Тоа се пластични кантички, нели во кои што се истура лекот кој што не е искористен. Значи тоа уште во првата фаза, тој што е прв Тој што го фрла? Тој веднаш го селектира. селектира. Си ги има кантичките, значи има едукација, секој персонал кој што ќе дојде, значи Баш едуциран. добро. Едукација. Табла, црвено е за ова, не, бело е за ова, зелено Да, и е за боите ова. се така, Такви нели, се боите на упадливи. кантите, да се олесни работата, не само на вработените во болницата, туку и на тие што се гости и што чекаат тука. Да. Добро. Дрисла, за жал, единствената хајде кажам легална, оти ние откривме во Агенда 21 за 3 години милијадници диви депонии. Оваа нашава дрисла има посебно катче или треба врски да фаќаме за да го складираме нашиот отпад. Што се случува? Соработувате со нив? На крајот таму завршува ова? Таму завршува. Значи Си секој била? дневно. Јас сум била за фармацевски отпад, зашто Добро. мора да оди Како фармацевт кога изгледа, се како изфрла. функционира тоа? Значи, откако ние ќе го складираме и фрлиме во посебни континери, значи за посебен одел означени, заклучени, секој утро доаѓа дрисла, го мери отпадот, тие забелешки нели после ги прибирам на крајот. Јас цел тим, значи Чекай, сакаш да ми кажеш сработувам. дека секој дневно отпадот завршува Секој таму? работен ден, да. Па тоа ми дава надеж дека тргнало на подобро пред 3 години кога почнуваше агенда, вакви работи. Колку време ова постои во болница? Јас сум 3 години тука, постои. Значи од Сигурно агенда многу. наваму, ете, Да. виж, ти си дошла и нешто се сменило, баш добро. Да. Не, и претходно, значи си функционираше, нели од мој аспект можам да кажам дека тоа е така законски. Значи мора да се соработува со фирма која што ќе дојде да го земе отпадот. Си остава записник колку отпад зема комунален, колку инфективен. Да. Што мислиш, како да го едуцираме овој народ? Еве, сега ние правиме веќе 3 години емисија, со која се обидуваме овие најмладиве, тинејџерите, па дури и овие постарите што немале време да научат нешто за екологијата, но вака на едно пошироко ниво. Мислиш дека е ова доволно, што ние го правиме? И може би уште една-две телевизии што се држи. Како да се едуцира овој народ? Да, често сум се прашувала и многу бев среќна кога ми ја доделија ова обврска, нели, покрај моите Одговорна за покрај моите тековни обврски, кога само што дојдов, значи ми рекоа дека потребен е човек кој што ќе го осмисли, нели, тоа беше направено, Цел смислено, проект, тоа е систем што да треба го да се дошминка, да го продолжи, да го менаџира и искрено се радував, иако никој не сакаше да земе, тоа е ѓубре, па зашто јас со ѓубре се занимавам. Во принцип сум екологист, секогаш сум била, значи и ме нервирало и сум размислувала што можам јас да направам. За вистинскиот човек сме го викнале, нас ни треба такви луѓе. Да. Значи пред да дојдам тука сум размислувала дека дома можам да оделам едно каче каде што ќе ставам неколку канти, Нели, ќе се ги почнува од означам. домот и од Да. училиштето. Да. Тук. Каде што ќе означам, нели, што каде. Фрлам и дека ќе воспитам единки, барем уште, нели, 2, дупло од мене, Така. кои што понатаму тоа ќе го прошират. Ама тие две единки ќе раскажат во училиштето последно уште 2 единки на кои нивните родители немале време или можност или знаење да им го соопштат тоа, да ги научат на таква работа. Значи, она што можеме ние да го направиме, еве во вакви моменти да го кажеме она што го мислиме, да, медицинскиот отпад е опасен отпад. И не за џабе кај нас е ставен во програма, во политика, опасни материи и отпад. Така, ова ме интересира транспортот. Да речеме, не е ли попрактично секоја болница, голема како вашата, да си има посебен свој, да го наречам, отпад? Па тоа некако, оти колку што сум информиран и колку што се обидов да срчам, што викаат младите, самиот транспорт на тие материи, да речеме, до 10 км до Дрисла или не знам 50 км ако го носи од друго место е сам по себе е опасен. Што мислиш ти за таа идеја? Да. Вие би можели да го поднесете тоа? Како болница да имате свој отпад, па не знам, не секој ден, ама еднаш месечно тој отпад да се носи, Може и да се транспортира, но има и опција, значи, каде што и нашиот закон тоа го предлага, не е, нели,
дека мора да е така, може да го дозволи тоа. Стандардите исто така по кои што работиме, значи може институција која што произведува таков отпад, значи да има свој начин на обработка на тој отпад. Меѓутоа, пак ќе кажам, можеби не е дојдено времето од X причини. Да. Затоа што тоа ќе бара простор, ќе бара кадар кој што ќе знае да го прави тоа, да не го спомнувам финансискиот момент. Така, нови оработувања подразбира и нова Па и финансиска апаратурата, конструкција. нели, печките. Марија, многу ти филтрите. благодарам и за крај ова скоро на сите им го поставуваме ова прашање, која би била, еве како фармацевт, како лице од медицинскиот свет, па и како екологист, која би била 3 месеца министер за екологија. Што би направила прво? Еве тоа ме интересира. Не за отпад, зборам прво што би направила. Доаѓаш во канцеларија и викаш, дечки, тимот, вие сте тимот, од денеска се посветуваме прво на ова. Што би било тоа? Ако тргнам од оно што мене ми пречи, би се борела да има канти. Што повеќе канти? Многу канти. Почнуваме од почетокот, се враќаме на нашиот нова, дека се почнува некаде од... Значи канти, многу канти, затоа што ако и што речат и што се, нели, од најмалите каде што ќе ги научиме дека тоа е убава интересна работа. Еколошка полиција, како да екополиција која што ќе шета околу контейнерите, која што ќе шета околу, нели, наоколу и ќе има право да интервенира, ако ништо друго барем да обучи, нели, да каже, да укаже, ако некој не е воспитан од дома дека не треба да се скрши, да се извади, да се фрли ѓубрето од дома во мала кантичка намената за едно ливче. Значи, мислам дека би се сменила многу работи во свеста на единката која што е многу важна за тргнување на нештата напред. Марија, многу ти благодарам. Мене ми беше многу пријатно што ни беше гостинка во Агенда 21. Се надевам дека следната сезона ќе те имаме во студиото. Но и не ми мака што дојав тука, зашто јас сум врзан со оваа куќа, посебно тука 2 пати ме вративте од кај горниот назад и сум жив и здрав и мрдам. Ви благодарам и на вас што ни дадовте шанса да... Чао, чао!